Премиерот Христијан Мицкоски следната недела очекува завршна средба со министерот за здравство Арбен Таравари, со што потврди дека Алијанса за албанците излегува од влада. Според него, одлуката на Таравари и Малкумина било да се врати, како што рече, во прегратките на Ахмети и Демократската унија за интеграција. Господинот Таравари и неколкумина околу него се одлучени да се вратат во прегратките на Али Ахмети и Демократската унија за интеграција. Јас можам само да му посакам среќа и се надевам дека ќе имаме една завршна средба во текот на следната недела на која што ќе сумираме што е тоа што е направено и да му посакам пред се добро здравје. Тоа е она кое што на сите нас ни е најважно. Морам да кажам дека најмалку што очекував е да се врати назад во прегратките на Али Ахмети и останатите, но тоа е сепак негова одлука и убеден сум одлука на Малкумина и дека тоа не е одлука на членството на Алијанса за албанците и на голем дел од луѓето кои што се дел од оваа влада. Иако средбата која Таравари и Мицкоски ја имаа пред 10 дена во влада беше оценета како конструктивна, лидерот на Алијанса за албанците синоќа, како што пренесоа дел од медиумите, изјавил дека е подобро за неговата партија да биде во опозиција, но и дека нема намера да стане дел од Европскиот фронт предводена од ДУИ. Денеска пак подпредседателот на ДУИ Бујар Османи во интервју за Радио Слободна Европа рече дека за него одлуката на Таравари е израз на храброст бидејќи владата е моноетничка и нема легитимитет меѓу албанците. Мислам дека одлуката на Таравари да го крене гласот против ова понижување на вистина храбра одлука. Ова антиалбанска политика на владата е директно на штета на основниот македонски интерес, зборам за македонски интерес како македонски народ, тоа сум убеден. Премиерот Мицкоски пак не сакаше да ја коментира изјавата на Османи. Мислам дека нема потреба јас да го коментирам тој човек. За најавите на господинот Ахмети за дека може да има земјотрес. Ако мисли дека со тоа што дел од раководството на Демократската унија за интеграција, кое што во минатото е осомничено дека сторило кривични дела, е допирање, односно задирање на правата на албанците, не, тоа е задирање и борба со криминалците. Се надевам дека тој не се идентификува со нив. На прашањето дали разговара со други партии за влез во влада, Мицкоски одговори дека владата е стабилна, има силно мнозинство во парламентот и е фокусирана на реформската агенда и испорака на проекти.